Во овој дел од вестите на Канал Вест одвојуваме простори за убавите настани кои што заслужуваат да бидат вметнати во ова издание на информативната програма. Разговараме со Ленче Христова од Организација на жени кои што синоќа на Струмичани им приредија едно несекојдневно и навистина пријатно изненадување со представата "Сонуваме, остваруваме и љубов подаруваме". Ова беше прв ваков настан во Струмица организиран театарска представа за детска театарска представа која што можеа да ја видат голем број струмичани. Ленче, најпрво добре дојде и еве како дојдовме до овој производ кој што го покажавме на нашата публика. Добар ден и ви благодарам на поканата да гостуваме во вестите за да можеме да кажеме нешто повеќе за проектот па и за завршниот настан за представата. Проектот "Сонуваме, остваруваме и љубов подаруваме" започна да се реализира од февруари оваа година, траеше 5 месеци. Истиот е дел од проектот "Граѓанско учество за локална демократија", финансиран од Европската унија и имплементиран од Фондацијата Отворено општество Македонија и од Центарот за развој на локалната демократија. Проектот во себе вклучуваше креативни работилници во кои што се вклучени дечиња од Основното училиште Никола Вапцаров од Струмица, 20 деца и 10 дечиња со попреченост, благодарение на соработката со Сдруженијето за поддршка и помош на лица родени со Даунов синдром "Вера" од Струмица. Креативните работилници во себе имаа повеќе аспекти, значи не беше целта на креативните работилници дечињата да ги научиме да глумат, да танцуваат, туку да ги поттикнеме меѓусебно повеќе да се почитуваат, да си помагаат, да другаруваат, односно да ги намалиме стереотипите дека некои се повеќе еднакви од другите, да покажеме дека без разлика колку сме различни сите сме еднакви во ова општество. Колку сте задоволни од таа нивна поврзаност, од играта која што сигурно следуваше во овие месеци на работа и на работење на самиот проект? Дали децата ги прифатија своите другарчиња? Дали имаше заедничка соработка, љубовта? На крај можеме да кажеме целиот тим што беше вклучен во проектот дека и нашите очекувања се надминати. Знаете, на почетокот некаде на првите 5 работилници дечињата кога доаѓа се групираа според дотогашните познанства. Меѓутоа после 5-та работилница кога низ игра, низ забава се работеше, започна тоа зближувањето, помагањето. И можам да речам дека навистина е едно прекрасно искуство и дека сме премногу задоволни од тоа како течеше целиот процес. Оваа театарска представа беше само круна на проектот. Имаше и други активности кои што го следеа, а вие изработивте и на некој начин документарен филм од целиот овој период во кој што се реализира проектот. Што се сработи? Што се можете да покажете од завршницата на ова дружење, на овој проект? Освен театарската представа "Кралството на Снежана и чучињата", ние на завршната манифестација имавме и изложба на фотографии. Значи, фотографиите се настанати во текот на сите работилници, од почетокот па до крај. Исто така и краткометражниот аматерски филм, бидејќи нашата интенција не беше да создадеме таков професионален филм, туку баш она што го ја отсликува реалноста. Филмот го содржи целиот аспект на процесот на проектот. Значи, што работеа дечињата со педагогот, што работеа со кореографот, со режисерот, со текстописецот, како другарува, како ја стекнуваа меѓусебната доверба, развојот на нивната психомоторичка способност. Филмот ги содржи сите тие делови од проектот. Значи, освен представата, мощни значајни се и филмот и изложбата со фотографии. Како се чувствуваат децата актери на сцената? Вие бевте таму додека трае подготовките, пробите и еве синоќа, кога ја имавме да ја прикажеме како готов производ на публиката. Иако на почетокот велевме дека целта на нашиот проект не е да направиме совршени актери или танчери од децата, туку она што претходно го реков инклузивноста и меѓусебната поддршка и помагање, синоќа видовме дека тие деца одглумија повеќе од професионалните актери. Бевме чудонавидени.
Салата во театарот беше преполна со емоции, преполна со љубов, и токму љубовта која што ја подарија и на публиката беше едно чувство кое што за нас ќе остане незаборавно, мислам, до памтивек. Тоа е навистина доказ, може да се смета дека стереотипите постојат, но навистина преку вакви проекти може и да се надминат и да се оди во насока на нивно намалување и да нема толкова влијание во општеството, во социјалниот живот. Колку сте вие задоволни од ваквите проекти, бидејќи имате искуство како организација на жени на работа со различни типови на ранливи групи? Стереотипите постојат и мислам дека ќе постојат, за жал. Тие стереотипи и предрасуди се пренесуваат од колено на колено и убаво е да има вакви проекти, меѓутоа подобро е да има и некоја институционализирана форма за вклученост на овие лица во секојдневното наше живење, да не се сведува се само на ад-хок иницијативи, за сите да можеме полека да ги намалуваме тие стереотипи. Во овој проект понуди еден модел како сето тоа може да се направи. Ние се надеваме дека во иднина ќе имаме можност уште повеќе вакви проекти да реализираме и да ги намалиме стереотипите до најнизок можен степен. Не велам да ги елиминираме, тоа е тешко во нашето општество. И процес, Да. Се треба системски. Да, тоа е системски процес, меѓутоа сите да тргнеме пред се од себе. Како можеме малку поинаку да размислуваме, како да се потрудиме да ги прифаќаме различните од нас, бидејќи различностите се богатство, а не се хендикеп. Сте ве поттикнували овој проект на реализација на некои други слични проекти? Дали во блиска иднина организација на жени може да реализира некоја слична ваква активност? Сега е се уште рано да наевам, меѓутоа еве од синоќа после представата има заинтересираност ние со представата и со филмот да гостуваме и во други градови. Се надевам дека тоа ќе се оствари, да се расшири таа позитивна енергија која што. Баш така, нели со ништата да ги оствариме и љубовта да ја подариме и на останатите. И мислам дека ако тоа го направиме, дека ќе можеме и кај другите малку да влијаеме, а за други проекти јас би била срекна сите наши проекти да се во функција на реализација на целите кои што ќе го подобрат квалитетот на животот на маргинализираните групи на граѓани. Така. Да спомнеме како се реализираше, кој го подпомогна овој проект финансиски, каква е конструкцијата? Проектот е финансиран од Европската Унија во висина од 9500 евра, финансиски е помогнат и од општина Струмица со 60.000 денари. Во оваа прилика јас сакам да се заблагодарам на сите соработници, на целиот проектен тим, на раководителот и на вработените во Основното училиште Никола Вапцаров за отворената соработка со нас, на нашите ментори, а тоа се Јасмина Вучкова режисерката, Изабела Ангелова кореографот, Сања Ташева педагог, потоа имаме Наташа Ангелеска костимограф и секако на Анче Туфекчиева како соработник партнер во овој проект и на моите колеги Кате Митева и Томе Христов. Благодарност најголема до дечињата, бидејќи ако не беа тие, ние не можеше да го оствариме тој проект. И како што и самиот наслов кажува, значи со новите тие дечиња ги остварија, љубовта ја подарија и уште еднаш апелираме до сите граѓани да успееме некако да ги оттргнеме тие наши сваќања дека различностите треба да не спречуваат во нашето секојдневно живење, напротив, треба да не обединуваат дека тие се нашето богатство. Оваа представа синоќа имаше и еден хуманитарен аспект, од хуманитарен карактер е целата организација, средствата колку се толку се собрани, каде ќе бидат наменети, зашто ќе се искористат? Средствата, мислам дека се уште не ни се утврдени во колкава висина се, меѓутоа тие средства се наменети токму за дечињата со попреченост што учествуваа во самиот проект, за нашите актери. Во наредните денови
ќе се собереме сите заедно. Не се високи средства, Сигурно, тоа е некоја така. символична цена, меѓутоа ете како еден гест на благодарност кон нив, ќе им ги подариме нив, бидејќи тие се најзаслужни за сето тоа. Ленче, ви благодарам за учеството во вестите на Канал Вист. Се надевам дека со слични и вакви позитивни примери ќе имаме можност повторно да им се представиме на нашите гледачи. Ви благодарам на поканата и посакувам во иднина, како што реков, тоа да е еден процес во целокупното наше живење, кој што ќе ги елиминира сите тие бариери со кои што се соочуваат лицата со попреченост. Почитувани гледачи, продолжуваме со останатите содржини во вестите на Канал Вист.